Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 55 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во неделата и во четвртокот, две продолженија на интервјуто со Тома Аврамски. Во историјата на емисијата во центар имало и погледани интервјуа, имало и поексклузивни интервјуа. Бито немало интервјуа кои предизвикале повеќе реакции. Тоа покажа дека изминатите 2 или 3 години, откако се случува ова корона криза во светот, полека сме затворени како едно општество, како граѓани, како медиуми. И сме желни за нови информации, сме желни за нов тип на интервјуа. Мислам дека во центар погодивме со интервјуто со Тома Аврамски. Сега има најава за трет дел, бидејќи еден огромен дел од гледачите барат трето продолжение на интервјуто со Тома Аврамски, веројатно тоа ќе го направиме за некој месец, бидејќи ви имате право да знаете вистината. Вечера ќе имаме друг тип на интервју, во кој правец оди светот, Бранко Драгаш, многу мина го бара. Во екот на короната, преку Skype, односно преку интернет, снимивме интервју со него, онлайн интервју со господин Бранко Драгаш, и тогаш ги сруши сите рекорди. Кога се падна карантините, кога можевме слободно да патуваме, снимевме втор тип или втор дел на интервјуто со Бранко Драгаш, и тогаш имаше енормно јавување од гледачите на емисијата во центар, каде да купува злато, на кој начин тоа треба да го прават, во што треба да инвестирате, така натаму и така натаму. И сега трето продолжение на интервјуто со господинот Драгаш. Подобро од останете со нас, погледнете го интервјуто и сигурно нема да зажалите. Во изминатите 10 на дена почитувани гледачи, ние бевме на турнеја, снимавме во Австрија, снимавме Словенија, снимавме Хрватска и снимавме Србија. Имаме снимано 11 ексклузивни одлични интервјуа и во наредните неколку недели ќе ги презентираме тие интервјуа. Вечерва, како што ви реков, интервјуто со господинот Драгаш. И тоа, пред да одиме на тоа интервју, 3 или 4 кратки поенти на тоа што се случува во Република Македонија и што се случува во светот, што може да има битни рефлексии на политичките разврски во Република Македонија или во целиот овој регион. Се случија оние среднорочни избори во Америка, и како што ви реков, нема тежок пораз или има на некој начин изедначеност на Америка. И секогаш кога претседателот на Америка на половина на мандатот има таков изборен резултат, тогаш е фаворит на следните претседателски избори. Веројатно сега Бајден, со целата ова финансиска инекција која ќе се случи, купување на оружје, купување на течен природен газ и така натаму, ако нешто спектакуларно не се случи во светот, ќе има подобра стартна позиција на изборите 2024 година и ќе го посакува Доналд Трамп да му биде против кандидат и тоа да биде она епска разврска во Америка на двете дела, на таа поделена Америка, демократите на една и републиканците на друга страна. Во Република Македонија се случува аферата со пасошот на украинецот или аферата која е поврзана со Агенцијата за национална безбедност. 9 месеци ви кажувам дека Агенцијата за национална безбедност, клановите кои се борат во СДСМ и надвор од СДСМ за превлаз во таа агенција, ќе доведат во одредена политичка конјунктура која може да биде многу штетна, многу опасна за државата. Знаете, тоа ви е како перфорирано слепо црево. Ако навреме тоа не го решавате, тоа може да ви предизвика одредени компликации. Тоа се случи, знаете. Нека тоа се случи или дека тоа немаше се случи ако се избереше пред 9 месеци директор на Агенцијата за национална безбедност. Меѓутоа, сите работи кои трајлево сте ги почнали, или како велат србите, тоа што грбаво ќе се роди, не може со тек на време да биде исправено. Тоа нешто се случува со Агенцијата за национална безбедност. Третата работа, имате избор на нов прв јавен обвинител на обвинителството за борба против организиран криминал или наследникот на Вилма Русковски со потекло од Зајас. Јас го поставам прашањето, знаете, има ли некоја нива, некоја куќа во Зајас да купиме ние, да извадиме лична карта на Зајас, па и нас да не огрее сонце. Меѓутоа, ваквите постапки на ДУИ просто ја прават невозможна или ја отежнуваат било каква предизборна коалиција на македонците и на албанците, бидејќи на македонците полека им доаѓа преку глава да гледат како одредени структури, како одредени позиции се пополнуваат од партијата ДУИ. Кој сега од ДУИ ќе биде исплашен или ќе се плаши дека може да падне или да потпадне под ингеренции или под истраги на обвинителството за борба против организиран криминал. И четвртата работа, гледате што се случува во град Скопје. Советничката која напушта ВМРО ДПМН и преоѓа кај Даниела Арсовска е предмет на масовни напади на социјалните мрежи. И тие напади не се насочени само кон неа, туку таа треба да биде избрана за пример, да не им се случи на останати советници во градот Скопје да предат кај Даниела Арсовска или евентуално пратеници во македонскиот парламент да гласат кога ќе биде ставен
по парламентарните клупи предлогот за промена на Уставот на Република Македонија. Тоа се 4 точки. Како некоја мини анализа следува интервјуто со Бранко Драгаш. Бранко Драгаш, економист, од каде да почнеме? Ние имаме 2 интервјуа, едно по Skype, едно после короната. Тука го снимавме во иста ова канцеларија. Бе кажени многу работи, злато, долар, евро и така натаму и така натаму. Може би треба да почнеме од Велика Британија. 4 премиери во неколку години. Тереза Меј, па Борис Џонсон, па Лиз Трас и сега последниот премиер. Што се случува во Велика Британија? Значи, од тамо да почнеме да анализираме светската економија, излегува Брекзит, излегува од Европската унија. Многу не се прашувавме што е причината и одеднаш 4 премиера во неколку години капитулират. Значи, Велика Британија била велика империја, recimo daću podatak za 150 godina, od 1750. do 1900. godine, oni su pokrali iz Indije u današnjim mernim jedinicama 46.000 milijardi evra. 46.000 milijardi evra. Znači, oni su bogati zato što su razbojnici. To je ta imperijalna moć. I sada se čitava situacija menja u svetu, više nemaš od koga da kradeš, više nisu imperija. To je problem isto nove imperije, posle njih, znači Sjedinjenih Američkih Država, i sada dolazi do toga da nemaju rešenja za ogromno raslojavanje koje je izvršeno u tom neoliberalnom kapitalizmu. Oni koji su bogati su još više postali bogati, oni koji su siromašni su još siromašniji. I mi imamo situaciju, znači, merenja u oktobru mesecu, pošto ja pratim sva svetska tržišta već 40 godina, investicioni sam bankar, znači, merenja u oktobru mesecu je 57% građana Velike Britanije reklo da ne može da izdrži od plate, ne može da preživi od plate. Liz Truss što je došla, ona je jedna tragična ličnost, jedne potpuno promašene politike, ostala je 44 dana. To je ono što ja stalno pričam, ne može da dođe neko ko je nestručan, koji ništa ne zna, koja je promenila, čas je potekla je od laburista, pa je onda prešla konzervativcima i tako dalje. Znači, to je jedna osoba apsolutno neutemeljena. Ona čim je došla, znači, svojim izjavama i pripremom za budžet, jer je ona htela da uđe, znači ovo je cela politika povećanje centralne banke, povećanje kamatnih stopa, zatim uzburkala je berzu, penzione fondove koji su investitori su počeli da povlače i došlo je do toga da je funta faktički pala, 20% je funta pala. Funta inače loše stoji, cela ekonomska politika Velike Britanije je loša, ali je svojom nestručnim izjavama, budžetom koji je bio u minusu i ona će taj budžet puniti iz novih štampanih funti, dovela do toga jednostavno da je da je City, gde je sedište finansija, izvršio pritisak, funta pala, berza pala i ona je mogla da da ostavku. Znači, 44 dena. Да. Значи се нема случајно во британската историја. Ако Велика Британија беше членка на Европската унија, тогаш печатењето на парите, иако тамо нели фунта беше дека беа во рамки на Европската унија, ќе зависеше од некоја контрола на Брисел. Ко се сега сами ја имаат контролата. Сити остана тамо, да, на вистина можеби малку оштетен со излегувањето од Европската унија, меѓутоа центарот и Амстердам и Лондон се и понатаму центри на Сити, од каде што се владее со еден поголем дел на светот, каде што се најголемите берзи така натаму и така натаму, што ќе рече дека сигналите од Сити се поприлично катастрофични за иднината на Велика Британија. Да, Сити управља фактички Сити и Wall Street, тоа е срце проблема неолибералnog капитализма. Wall Street у Њујорку и Сити gde City i dalje moćniji, po mom mišljenju, od Wall Streeta. Znači, Velika Britanija je izašla iz Evropske unije kao kad izlaziš iz Titanika koji znaš da tone sigurno. I oni su izašli da bi se spasili od toga zajedničke propasti koja će sigurno da usledi. Međutim, potezi koji se vuku su krajnje problematični i do isto sve zapadne vlade vuku sve pogrešne poteze. Znači, dalje se bazira ili na štampanju funte, evra, dolara bez pokrića, podizanju sad kamatnih stopa i ono što recimo za gledaoce vašeg kanala, što je jako problematično, ljudi kažu ajde bežimo iz funte u dolara ili ne znam u evre u funtu ili sada svi kažu bežimo u švajcarsku, u franak.
Pa postoje, ljudi apsolutno nemaju pojma, financijsko su neobrazovani, evo daću im podatak, ovo je zvaničan podatak Centralne banke Švajcarske od pre 3 dana. Znači, pored toga ja sam radio bilanse Švajcarske centralne banke. Dakle, Švajcarska centralna banka je u minusu 142 milijarde franaka. 142 milijardi. Franaka. Do kraja godine će biti u minusu 150 milijardi franaka. Kako centralna banka može da bude u minusu? Kad sam ušao unutra u bilanse centralne banke, onda sam video da su plasirali 1100 milijardi franaka su plasirali u takozvanu kockarnicu, kazino koji se zove hedge fond, recimo BlackRock. Tu su plasirali svoj novac. I sad je došlo do toga da je Švajcarska upala u ogroman problem nelikvidnosti centralne banke, a pre 2 dana je intervenisala Amerika i pozajmila im je 11 milijardi franaka. Znači, to je potpuno ludilo. To je prosto neverovatno. I kad kažu... Znači, Švajcarija, koje sekojaš važeše, kako mesto... Stabilnost. Kada što je stabilno, mirno, sigurno, ako ne štedite vo funti, vo dolari, ne znam, vo evra... Svi su išli u švajcarski franak. Сите одеа на швајцарски франци. Не. Ова време сега, нели многу мене ме прашуваат дали да штедат во швајцарски франци, знаете, такво е времето. Ne, evo, emisiju ovu koristim za sve koji gledaju ovu emisiju, nemojte, bežite iz papira. Znači, nemoj da kažeš ja sada imam u dolarima, bežim u švajcarski franak. Ne, i švajcarski franak će da propadne. Znači, ovo je, kako sad citiram, nemačke ekonomiste, američke ekonomiste, koji su slični meni, zabranjeni su, nisu mainstream ekonomisti. Ovo je biblijski financijski propast Zapada. Potop, biblijski potop. Evo, Eugen von Gruyter, jedan od najvećih investicionih bankara, sličan je mojim pogledima, znači potpuno iste poglede imamo, znači on godinama priča da će to da se desi. Bežite iz papirnog novca. Ovo nikada do sada nije, pričam za zapadno... Švajcarija je preživo i Prva i Vtora svjetska vojna. Jeste, zato što su svi nosili pare tamo. Сите носе пари тамо. A sad neće, i zlato. Da, i Zlato zlato. je tu. Nemačko zlato je u Švajcarskoj. Во Швајцарија. Nacističko zlato, tačno. Преговорите што се помеѓу американците и германците дека трае Втора светска војна се случуваат во Швајцарија. Yes. Се знае местото и така натаму и така натаму. Ne, ali ovo je sada... Ова е значи нешто многу покрупно. Jeste, ovo je sada, mi živimo u internet svetu. I drugo... Kriptovaluti i така I натаму. oni su se, i sada sve, kako da kažem, taj neoliberalni kapitalizam je došao do svog kraja, nema rešenja. Sad se vraćamo Marksu. Znači, Marks je rekao prvi, drugi odeljak. Sredstva za proizvodnju, sredstva za potrošnju. To mora biti usaglašeno. Šta su oni uradili? Oni su uništili srednju klasu. Srednje klase nema. Posljednji koji to uništava, to su Švajcarci, jer su bili zaštićeni sve vreme, međutim, pohlepa, ljudi koji žele, imaju 300 milijardi dolara, hoće da imaju 500 milijardi, imaju 1000 milijardi, hoće da imaju 2000 milijardi. Znači, to je neverovatno. Evo, samo sada za posljednjih 3 nedelje IT sektor je pao, recimo ovaj iz Mark Zuckerberger je izgubio 80 milijardi. Koji su to cifre? 80 milijardi je izgubio... Спомнува бројки 1000, 2000, 3000 ки отпушта вработени така натаму. 11.000. 11.000 подосна дојде. Yes. Нели? Значи тоа се бројки кои се сукцесивно давани. Ние снимаме 11 ноември, чисто гледачите да знаат, значи денес 11 ноември, снимаме во Белград. Денешниот пресек го даваме во емисијата на тие процеси што се случуваат во светот. Znači, jednostavno presek stanja je katastrofalan. Znači, Amerika, i prošli put sam govorio u ovoj emisiji, znači da Amerika po mojim procenama, ja sam prvi u svetu izašao, pošto 40 godina sam investicioni bankar, 39. I radim a završio sam ekonomsku teoriju na fakultetu i radim makroekonomske analize, ali sam na financijskom tržištu svako jutro. Amerika je zadužena 410.000 milijardi dolara. To je, znači, šta je dug? Dug nije samo dug države, nego dug, znači države, dug kompanija, dug banaka i dug građana. To je sve dug. I to u Americi iznosi 410.000 milijardi dolara. I to mora da... A zvanično se prikazuje 31.300 milijardi. I sada kad se uporedi, recimo Reaganov, 1981. kad je Reagan bio na vlasti, ukupan porez koga uzmu građani, koga uzme država, plate građani i privreda, je bio tada 600 milijardi godišnje. A zaduženost je bila 900 milijardi. I to je... Prihvatljivo.
prihvatljivo. Može da se balansira. Danas je ukupna zaduženost zvanična, njihova, koju oni priznaju, 31.300 milijardi dolara, a porez koji se godišnje skupi je 3.600 milijardi. Dobro, ove fluktaciji dolar-euro koji se slučува izменативе месеци, кога доларот после 10-15 години прв пат станал помоќен од еврото, денес нели, 11 ноември велам, доларот малце атерираше после завршување на изборите во Америка, што може да остави простора дека вештачки се држала висока сумата, вредноста на доларот, за да нема одредени последици врз да објаснимо граѓанima. Ovo je nenormalna situacija centralnih banaka. Kakvi su to idioti u centralnoj banci? Ja nemam drugog izraza nego to. Šta oni rade? Znači, bilo je od 2008. Znači, kriza je izbila ova posljednja 19. augusta 2007. godine. To je takozvana hipotekarna kriza koju smo mi najavljivali, jer smo vidjeli balon. I ima Big Short, odličan film, znači koji može gledaoci da pogledaju, znači da vide, to je odlično napravljen film, istinit šta se... 2007. Сега и во Кина имаме хипотекарна криза, нели? To je sada. Сега е во Кина хипотекарна криза, да, така. Значи има континуитет некој. Да, sad samo da objasnim zapravo. Ajde. Znači 2007. znači i to je taj film jako dobro objašnjeno, naduvavanje i 2008. se predano na financijsku krizu. I da bi rešili tu financijsku krizu, oni su rešili da ubace nove količine dolara i evra. I sad ću dati podatke, moje podatke. Znači, od 2008. do 2022. godine Amerika je ubacila, znači Amerika, znači familija, znači ti nekoliko ljudi koji upravljaju, koji odlučuju, oni su ubacili u sistem 220.000 milijardi dolara. 220.000 milijardi. Od tih 220.000 milijardi dolara, oni su pokrali 110.000 milijardi. To je otprilike oko 60 porodica je pokralo 110.000 milijardi. I taj novac nije došao bacali su takozvane, i ko je pratio to, kao helikopter novac, da se baci građanima taj novac, i onda su građani dobijali taj novac i onda su rekli ovako, aha, ako ja dobijem $1.500, treba da radim za $2.000, pošto bi ja radio, i to je sad dovelo na današnji dan u Americi ima 11 miliona radnih mesta, nema radne snage. A kreće ono što je neverovatno, znači, taj novac je doveo do još većih problema, da pojasnim. Kao kada bi zapalila se kuća i dolazi onaj sa cisternom nafte da gasi tu kuću. To se desilo u Americi, to se desilo u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji je ubačeno 110.000 milijardi evra. Od toga je pokradeno 50.000 milijardi evra i stvorena je ta svetska kvazi elita financijska koji su potpuno poludeli. I oni za to vreme, za tih 14 godina, kamate su bile 0, 0,2, 0,5. I sada velika količina tog novca juri malu količinu robe i dolazi do inflacije. To je suštiната. To je suština. Dobro, оние пари во време на короната, значи го време 2020-2021 година, значи пред 3 години. Из ваздуха. Од никаде кои се уфрлени вира 2019 година. Да. Што се случува со тие пари сега? Znači, samo da to, znači, korona je nastala u trenutku kada je došlo do kraha berze avgust 2019. i septembar 2019. I da bi to prikrili... To prethodi. Tako je, ima grafikon. Ima grafikon, ja mogu da pokažem taj grafikon. Matematika grafikon, kad nastaje korona. Tada, znači, neoliberalni kapitalizam ne može da reši taj problem. Šta mi treba? Rat? Treba mi... Svetska kriza, treba mi pandemija, treba mi hrana, da nema hrane, strah, zatvaranje ljudi. I ide najveća manipulacija u istoriji manipulacija, najveća prevara je 1971. kada je Nixon dobio naredbu da da dolar više nema pokriće u zlatu. I onda je to jedna najveća prevara. I sada mi imamo odgovor na to 2019. godine i onda imamo onu priču 2020. kako je negde u martu mesecu po svim viberima je bilo po celom svetu kako je Trumpova ekipa ušla u federalne rezerve i kako je ona
sada preuzela upravljanje vlasti i sad, međutim kako sam ja svako jutro u statističkim podacima federalnih rezervi, berza, ja sam vidio da to potpuno laž, da se ništa ne dešava, nego da se non stop, svaki dan se ubacivalo od 60 do 100 milijardi dolara u sistem. Ispadna vo vremena Trump najmnogo pari su frljeni. 16.000 milijardi je on ubacio. Trump je 16.000 milijardi ubacio. I šta se desilo? I sada kad uzme se presek 1987. 2020. ubačeno je na berze 34.000 milijardi. Znači, ogromna novčana masa, nema više te proizvodnje. I ogromna novčana i dolazi do rasta cena. I cene su sada, i to je rekordno sada rast cena, to što su u Americi sad prikazali, znači bila je 8, u septembru je bila 8,7, pa 8,3, sad je 7,7, to je fiktivno, to je potpuna laž, ko živi u Americi zna, znači cene su sirovina za industriju su skočile 45,6%, a hrana preko 35%. Dragoš, Istanbul, Turcija, 85% inflacije. Što prikazuju, a realno je 160. 160. Znači, ako sak Erdogan da ih dobije slednjeti izbori za godinu i pol dana, to je kad treba da napravi nov konflikt, kako što ga pravi Putin vo Ukrajina. Grcije, grčki ostrovi, taka natamo i taka natamo. Da. Forintata, Viktor Orban, Makedonija neka 19-20%, Srbija ovde, Amerika, Velika Britanija ušte minatата година имаше проблем со криза со нафтени деривати. Значи не сега кога украинска, значи уште пред една година се тепа луѓе на бензинските пумпи. Што рече дека таа криза ние не можевме да не ја видиме, можевме само сами да ги затвараме очите ако сакавме да не ја видиме таа криза. Šta je suština krize? Evo da ekonomija je vrlo jednostavna, egzaktna nauka. Ne možeš da zarađuješ 100 evra, a da trošiš 200. Odatle, kad me studenti zovu da objasnim kao biznismen. 100 evra, ako zarađuješ, možeš samo trošiš 100 evra. Srbija zarađuje 100 evra, troši 300 evra. Evropska unija zarađuje 100 evra, troši 1000 evra. Amerika zarađuje $100, a troši 5000 dolara. Tu je problem. I sada mora, ovako će da pada, imam grafikon, sad će da dođe do drastičnog pada životnog standarda zapadnih zemalja. Znači, šta je još inflacija? Kaže, troškovna inflacija. Šta je? Ako nas dvojica sedimo, recimo u Srbiji ima 138.000 ljudi koji su birokratija. To nije imala Jugoslavija. I oni ništa ne rade. Ali oni ništa ne rade i jedu budžet. Znači, ako neko sedi danas, ceo dan, i ništa ne radi, ceo dan sedi i ništa ne radi, a dobio je pare, dobio je novac, dnevnicu je dobio. Znači, neko je to morao drugi da zaradi. Вие, кои работите за него. Значи, мора да имате вие, некој друг, некои ваши роднини, кои работа за тој да може да седи и да го јаде буџетот. Меѓутоа, Србија е сега задолжена преку 90 милиарди. Da, ali oni to ne priznaju, oni priznaju, znači opet u modelu, šta je zaduženost? Propagija Titova Jugoslavija su 20 i nešto milijardi dolari. Presek stanja Makedonije isto tako može da se vidi. Znači, kad izađu zvanično i kažu naš spoljni dug, kažu u Srbiji, naš spoljni dug je 38 milijardi. A je preko 90. Čekaj, ali dugovi, ono što tebe opterećuje, nije samo spoljni dug, nego moraš da znaš, a koliko su građani zaduženi, a koliko su kompanije zadužene, a koliko su banke zadužene. I to kad sabereš, to je isti model, Amerika, Evropa, Srbija i Makedonija, isti model. Znači tu nema, pacijent se menja, visina duga ostaje. I sada, bruto domaći proizvod, to je ono što si proizveo u jednoj godini, to se falsifikuje. U Srbiji, recimo, prikazuju, u Srbiji stoji kurs, znači euro, dinar, betoniran je, a raste inflacija, cene. I onda tebe naduvava i tebi izgleda kao da si ti sve moćnije u stvari i ti kažeš pa ja imam sve više zato što kurs stoji, a u stvari ti imaš sve manje. Jer kada nastaje trka između inflacije i plata, uvek plate gube. Znači, to je uvek, recimo ima jedna tabela i grafikon od 1971. do 2022. godine do prošlog meseca. Ukupno, plate u Americi su realno porasle 2,1%. Za 50 godina. Dobro, господин Драгаш, тоа значи дека ние ќе емигрираме во Русија, во Белорусија, врз база на нели овие ваши анализи. Ако пропаѓа Западот, Швајцарија пропаѓа, Британија пропаѓа,
Европска унија пропаѓа, еве Италија пропаѓа, Америка пропаѓа. Тоа значи дека во наредни 50 години ние ќе емигрираме во Белорусија и во Русија. Vidi, sad o čemu se tu radi? Znači, recimo, moji partneri iz Nemačke, to su ljudi koji su bankari, koji su industrijalci, oni beže u Vjetnam su otišli, prebacili kapitan, u Maleziju su otišli, u jug Kine, recimo, Shenzhen, Šangaj. To se novite tigri. Ja sada govorim šta se dešava u posljednjih godinu dana. Intenzivno, recimo, Nemci su pobegli videli su šta se dešava i kapital se seli ka istoku. Ovde se sada radi... Имаше пред 10 дена, 15 дена средба на Шолц во Кина, значи беше во официјална посета на Кина, значи средба со кинеските партнери. Da, on je došao tu zbog drugih problema ima. Znači, mi sad imamo, moje lično mišljenje da neko namjerno uništava Ameriku. Ja volim Ameriku, ja lično volim Ameriku, zato što ima energiju, zato što je jednostavna, zato što je brza. Evropska unija ima, Evropa će propasti totalno, bankrot će totalno držati. Amerika će imati velike probleme, ali ona će se izvući. Biće građanski rat u Americi. Znači, sve će to proći Ameriku, ali Amerika je žilava, ona će se obnoviti, ali Evropa nema nikakve potencijal, zato što je Evropa stara, zato što Evropa nema energiju, nemaju nikakvu. Ovo kad kaže Belorusija, Rusija, mi sad treba da znamo, mi posmatramo šta se, znači, po Mendeljevom sistemu, Rusija, Kazahstan sve elemente imaju. Po Mendeljevu. Jedini spas Evrope, da se spasi, to pričam još od 1989. godine, jedini spas Evrope je da se napravi transverzala Rim, Pariz, Berlin, Moskva. To je spas Evrope. To ne da London i Washington. Znači sada, kao kad igramo šah, oni to ne dozvoljavaju da Rusi i Prusi, koji uvek su bliski i mentalno su bliski. Ja sam prvi izazvao ovde šok kad sam rekao da su Rusi bliži Prusima, po mentalnom, oni su duhovno bliži Srbima, ali su po mentalnom karakteru poimanja, birokratije, države... Autoritare načina vladenja. Načina vladanja. Oni su bliži su Nemci i Rusi, Srbi i Rusi su duhovno bliži. Bratski se osjećaju, ali... Zato, Dragaš, gledajte, Putin uživa golema dobre во Германија. On bi sad pobedio, ima istraživanje, pobedio bi... Таков лидер ти е сакат. На крајот на криштата, ни јас, ни вие не сме биле родени пред некаде 80-90 години, кога германците го бират на избори Адолф Хитлер, тој не им е паднацо па добранец. Тие го бират на избори. Една криза, губење на Прва светска војна, голема економска криза и Хитлер доаѓа на власт во Германија. Тоа е ментален склоп, исто како во Русија. 11 временски зони, кој може да ги контролира тие временски зони? Глупост, кој може да уведе санкции Русија? Ja sam samo pitao, pošto ja od 84. godine radim na tim tržištima. Moje pitanje je, da li si bio u Rusiji i drugo, da li si bio izvan Moskve? Jer Moskva u redu, ali si bio na dalekom, da vidiš kako to izgleda. Znači, ne može niko da ih osvoji. Jednostavno, ovde se radi o civilizacijskom slomu. Istok se budi. Znači, Zapad, koji je to, ja to kažem, 2699, kažu, godina traje dominacija Zapada. Znači, istorija civilizacije je potekla na Balkanu, iz Podunavlja. Mi svi smo potekli, samo što su balkanski narodi namjerno zatrovani podelama nacionalnim i verskim i ne shvataju da smo mi jedno iz ovog ovde kako kaže u Bibliji, civilizacija se razvila u sedmorečju. A gde ima sedmorečje? Sedmorečje nema nigde na svetu nego samo ovde. Drava, Drina, Sava, Dunav, Tisa, Velika Morava, Tamiš. To je sedmorečje. Odatle se razvila najveća civilizacija lepenskog okvira, vinčarske kulture koja je zahvatila ceo današnji Balkan. A oni su Balkan, svi balkanski narodi gledaju u Evropu kao rešenje svog problema i svađamo se između sebe. Problem je što je Evropa 2700 godina nastala na pljačkanju istorije Balkana, kulture Balkana i sada se, kako kaže stara drevna srpska poslovica, ko drugome jamu kopa, samo nju pada. Dobro, што ќе биде со Европска унија, бидејќи сите проценки се најкатастрофични околу Европската унија? Распад. Изминалите 15-20 години Европска унија правеше одредена стратегија дека треба да се спои пазарот, парите на Европска унија и руските сировини. Се она што го нема Русија го имаше Европа, се она што го немаше Европа го имаше Русија. Ангела Меркел беше некој мост помеѓу истокот и западот. Потекнува од источна Германија, доаѓа на чело на обединетата германска држава.
Па дури војната во Украина случува 2 или 3 месеци после заменување на Меркел од политичката сцена. Се губи ли тој баланс или некој намерно направил Германија и Русија никош, Прусите и Русите никош да не бидат во некоја коалиција, во некоја близина и така натаму? London i Washington, to su oni uradili. Znači, Evropska unija je bankrotirala, ona ne postoji. Postoje samo šizofreni birokrate Evropske unije, komesari, kao u vreme Staljina, samo ovog puta sa druge strane. Oni se zovu komesari. Oni koji hoće da disciplinuju balkanske narode i ostalo. Evropska unija je bankrotirala. Kako? I ona više ne postoji. Kako? Pa zato što samo ubacuju, sad je, ponovo je sada, ubacili su sada preko 100 milijardi pomoći Italiji, Španiji, Francuskoj, ne mogu uopšte da opstanu. Znači mora da se taj Brisel mora da se skloni. Znači, Grci kad su ušli u krizu 2007. ja sam odmah rekao, zvali su me iz Atine da dam kao stručnjak mišljenja šta treba da se radi. Znači, mora da se, Grci trebali su da izađu iz Evropske unije, da izađu iz evra, da uvedu drahmu, da pohapse ko je pokrao zemlju. To je princip za sve. Da se okrenu domaćoj svojoj proizvodnji, to Evropska unija neće i zato to sve ovo Švabi, cela ta priča je upravo to teledirigovano pravljenje. Ovo danas živimo, na zapadu se živi američki korporativni fašizam, ja ga tako zovem. Američki korporativni fašizam, koji hoće da porobi Evropu i to im je sad uspelo. Dobro, draga, знаете, кога говорите, испеде дека сите бегаат од Европска унија или сите бегаат од НАТО, а всушност сите сакаат да влезат во Европска унија. Па добро, еве источните држави. Чешка, они се окупирани. Полска, Словачка, па окупира, Поljska е... Не видов дека некој ги окупираше. Па ево у Француској ќе да изаѓу. Тоа што можам да видам е Украина или дел на Украина окупирана, не видам дека Полска и Украина ментално се окупирани, тоа ме причам. Како би можело да биде ментално нешто окупирано? Знаете, ако Европска унија е така канта тропа, ако Америка е така канта тропа, тогаш никој не би сакал да биде со нив. Па дури една Кина не дава јасна подршка на Русија во Украина, бидејќи не сака да ги изгуби тие пазари. Пазарот на Европа, пазарот на Америка, пазарот на Велика Британија. Знаете, светското мислење е така направено што едни кинези и индици, кои се милиарди, 300 милиарди, 400 само доволни сами за себе, не сакат да ги нарушат своите односи со овие големи играчи. А велите тие ќе пропаднат. Сега на кој човек да верува? На вас или на овие други нешто сакат? Математика. На математика. Само математика. Зашто jel vaš kanal prenosi proteste u Drezdenu, Berlinu, Beču, cijela Evropska unija govori, u Francuskoj. To je tek početak potpunog sloma. Da li je neko uapsen što protestira? Во Дрезден, во Берлин, во Париж. Гину луѓи, по Паризу гину луѓи, тоа уште на Балкану не знају. Тој што протестираше во Русија, Навални, не знаеме во кој затворе, знаете. Тоа е разликата помеѓу таа Европа која се распаѓа и ова Русија која ќе процвета. Гледате, тамо може да се протестира, тоа е демократија. Тамо говорат из овие прашања. Јас сум и слушал кога дебатирате сега на американските избори, се дебатираше околу клучни прашања, долгот на Америка, абортус, права, капитол, влегување, така натаму и така натаму. То може слободно да се прави. Во Русија тоа не може слободно да се прави. И тоа е разликата на тие две цивилизации. Вие очигледно сте понаклонети на таа источна цивилизација, сметате дека времето на истокот доаѓа. Како тоа да им го објасниме нашите гледачи дека вие сте во право, бидејќи очекувате слом, крах на таа западна цивилизација? Зато што јас сум во бизнису 39 година, мои највеći интереси су на западу. Видео сам шта се дешава. Значи ми граѓани западне Европе још не сватају шта их следи. Znači, oni će takav drastičan pad životnog standarda da imaju. Oni se tek sada bude. Znači, mi smo sad u fazi buđenja. Pa meni kao u Lichtensteinu, Luksemburgu, pa ne, neće to tako strašno da bude. Od jedan puta, znači, za bukvalno analiza, znači recimo u Velikoj Britaniji za mesec dana analiza je sa 48% ljudi koji su rekli ne možemo da predaju, 57%. U Americi sa 54% za mesec dana 67%. Znači to se sada ubrzava. I kako je veliki pritisak na njih nastao. Ja uopšte prvo, najveći kritičar ekonomske politike Putina sam ja bio. I rekao, recimo mi smo radili analizu, moja ekipa u Moskvi je radila analizu 2000, pred koronu 2019. godine smo radili u aprilu analizu. 64% je Rusa nezadovoljna ekonomskom politikom. Znači, ekonomska politika Rusije je katastrofa.
bila do 24. februara, ja sam mislio da će oni tu totalno da promaše. To je moja, a da će vojno mnogo bolja stvar da stoji na. Međutim, tu se obrnuto desilo. Ekonomski potezi koje je Putin povukao i cela ta ekipa su bili odlični. Šta je to znači? Moraš da plaćaš u rubljama, moraš da, i sve ono što se dalje dešavalo. Znači, ovde se radi o tome, jednostavno, matematika pokazuje, ovo sad znači ja imam matematičku... Znači, da smetate deka Rusija vojnički ima greški, ogromne, a deka ekonomski ima puno odlična povukla. Greški. Odlična povukla poteze ekonomski. Drugo, sad kad ste pričali Kina, Indija, pazi, evo sad u glasanju Ujedinjenih nacija, znači 85% čovečanstva podržava Rusiju, ili ćuti ili podržava. Znači nije na ovoj strani. Samo 15%, otprilike oko 50 zemalja, koje su sve bankrotirale. Te zemlje su sve bankrotirale. A Rusija, ona ima sirovine. I sada znači moraju evropski, ja očekujem, u Americi očekujem građanski rat i revoluciju, a u Evropi očekujem revoluciju ekonomsku. A Rusija? U Rusiji... Kina, što očekujete Rusija i Kina, na primjer? Što se tiče, znači, oni sad odlično vuče ove poteze. On sada pravi šangajsku inicijativu gde se oni sada okupljaju. Znači, recimo, povećan je broj, promet između Indije i Rusije. Indija i Rusija povećan je, recimo, 60%. Između Rusije i Kine 60%. Ali između, recimo, Rusije i Amerike je povećan 80%. Slovenija, Hrvatska. Znači, i dalje se trguje sa Rusijom. A laž prikazuje se Austrija koja je najmudrija tu. Mađarska, Austrija su najmudrije. Drže se, pogotovo Mađari. On su rekli, ne, pa to nama uopšte nije u interesu. Znači, Evropska unija se raspada, financijski će se, ekonomski se potpuno raspasti. Ove zemlje imaju sve svoje, u ovoj fazi sada, one sarađuju, pogotovo, znači imamo, Brazil će prišao tu, Iran je prišao, znači, taj veliki deo čovečanstva koji vidi da se geostrateški deli. Rusija ima problem, ogroman problem ekonomski, što je u periodu, da ne pričamo o 90. To je katastrofa, ja sam tamo sve radio, ali ekonomski sada problem je njen oligarsi koje Putin svoje oslobodio bilo kakve odgovornosti i tako dalje, ali sada idu mentaliteti, idu sada Rusi potpuno drugačije doživljavaju ovo sve što se dešava. Znači, ovo je prvi put da Rusi intervenišu izvan Rusije. I zato je to, još oni ne razumeju šta se dešava u Ukrajini. Zato što misle jer nisu shvatili da posle 99. godine, recimo ja sam u Nanjingu bio i imao sam sastanke sa vrhom tamo njihovih guvernera i ostalo, i oni kažu, mi smo naučili, mi imamo profesora koji je doktorirao samo na raspadu Jugoslavije. Zašto? Pa da se nama to ne desi. Kinezi to neće dozvoliti. Da li Kinu vodi, znači ko sad zna istoriju Kine, ko zna istoriju Rusije, da li će Kinu da vodi car ili Xi Jinping kao komunistički car, to je potpuno za Kineze nebitno, zato što su oni totalitarni. Da li će Rusiju da vodi Stalin, da li će vodi Ivan IV. Grozni ili će da vodi Putin. Znači ona mora da bude ustrojena, 12 zona, znači ona mora da bude ustrojena centralizovano. Ali mi mali narodi, kao što su naši narodi, mi ne možemo tako da funkcionišemo. I ovo je sukob velikih civilizacija sada, gde mi, velikih naroda, brojnih naroda, gde mi tu ništa ne možemo da učinimo. Mi smo samo kolateralna šteta u čitavoj toj priči. Dobro, Osmane Dragaš, što ќе вида со доларот, što ќе вида со златото, što ќе вида со еврото, а Италија не ја дефиниравме. Гледате, во Италија пред еден месец, два месеци имаше промена на власта. Ova nema pojma, ova devojka što došla, ona nema pojma. Ta nema ni iskustvo, koј читате незините референции, тамо не гледате дека била на... Da li Makedonci znaju da 16 miliona ljudi u Italiji je bez posla, gladuje, katastrofa, 250.000 firmi će ostati bez posla. Potpuno pogrešan model. Има многу македонци кои живеат и кои работат. Pa ne, pa evo neka pitaj. На Црнова, та северна Италија, Пјаченца, Виченца и така. Znam, srećao sam i tamo. I kako žive? Kako katastrofa jedna, totalna financijska katastrofa. Znači, oni čekaju da neko drugi njih spasi. Znači, šta će biti? Sve što je papirni novac će propasti.
Sve što je digitalno mora da propadne. Što mislite digitalno? Mislite na Bitcoin i na... To pa evo, Bitcoin je danas 16.000. Kriptovaluti i tako na tamo i tako. Kriptovaluta je dobra stvar, ali kao nekada smo mi imali, ne znam da li si ti zahvatio tu SDK u Jugoslaviji. Služba na društvenog knjigovodstva. Jeste, za promet. Znači šta će nama banka ako ja hoću tebi da dam pare, ti meni da daš pare? Šta će nama banka? Nama banka uopšte tu ne treba. I to možemo sami platni promet da... Odnosno beše clearing od so Rusija i so istočno. To je, clearing je nešto drugo. Clearing je... stoka drugo. koja... Ali ovo je jednostavno, kako je, nove tehnologije treba da bude u funkciji čoveka, a ne da porobe čoveka. Znači, treba bežati iz dolara, evra, sve papire beže, kupovati investiciono zlato koje je sada pocenjeno. Evo, sad je tek došlo da ovo izbori u Americi, znači, dižu kamatne stope dižeš, privreda nepokrenuta i sad će doći do, to se zvalo stagflacija, inflacija velika, a privreda stagnira i to se zove stagflacija. Znači ovako ide inflacija, a stagflacija i to pada životni standard, broj nezaposlenih raste i tako. A sad ćemo imati inflacija i recesija. Kako se to zove? Pa to ništa još do sad to nije bilo. Kako vela, to je kako vozenje velosiped. Ако едната педала оди вамо, а втората педала оди во другиот правец, тоа не може да функционира, не може да се движи велосипедот, да не говориме за кола, да не говориме за тенки, така натаму и така натаму. Може да филхармонија, ја свирам едно, ти свираш друго, да. То не може. Тоа ќе биде раштимован оркестар. Тоа очекувате дека ќе се случи, значи Италија е едно од основачите на Европската економска заедница, нели спомне договор за јаглени, челики и така натаму. Првите 6 основачи Италија. Ако Италија влегува во криза, ако Германија влегува во криза, Франција ги враќа нуклеарките бидејќи има проблем на снабдување на електрична енергија, тоа се Белгија, Холандија, нели, Бенелукс, таа групација, тоа се 6 јадрото на Европската економска заедница. Вие имате многу катастрофично сценарио за иднината на Европската. Zato što matematiku gledam, ja nisam katastrofičar, rekao, sve do sad sam pogodio, sve tačno sam rekao šta će se da... Ja sam rekao 89. da se raspršće se Jugoslavija, zato što, jer rekao sam tada, Mladina me citirala i gore Slovenci, znači, bolje da vodimo ljubav nego da ratujemo. Bolje da pravimo pare nego da ratujemo. Poruka Makedoncima, vraćajte se u Makedoniju. Vraćajte se, bežite iz Norveške, Italije, Nemačke, vratite se na sela. 100.000 u Srbiji se vratilo. Kada bude postavljena vlada narodnog spasa u Srbiji, vratit će se 2 miliona ljudi. To je budućnost. Vrati se na selo. Dobro, Германија и Франција. Што можеме да очекуваме? Макрон се обиде да води некоја политика на кохабитација со Путин, телефонски разговори пред изборите. Емануел Макрон. И тоа не даде одредени резултати. Го имаме сега Шолц, кој се обидува нели Русија да ја бајпасира со посета на Кина, и ако Франција и Германија се во криза, тогаш и Европската унија во криза. Американци hoće da se uvede sankcije Kini. To ste ludila to. Da su 85% farmaceutske industrije Nemačke zavisi od Kine. Amerika isti slučaj. Znači, to ludilo ko vodi Ameriku. Macron, to je potpuna laž. Znači, Francuska će prva buknuti, Italija će buknuti. Znači, ovde se radi jednostavno, ne može narod to da izdrži. I sada mi možemo da analiziramo, ali kad gledalac gleda, kaže, šta ja da radim? Povlači novac, kupuj investiciona zlato, srebro, kupuj obradivu zemlju, nauči da obrađuješ zemlju, nauči da kuvaš, nauči da štediš, ne možeš da trošiš 100 evra, a da zarađuješ 50. To moraš da radiš. Дали Кина преку овие обврзници ја контролира Америка или Америка ја контролира Кина поради ефтината рака, работна сила, огромен број на капитал у Германија, Франција, посебно Америка е инвестиран во Кина и ако тој капитал се врати назад, нели пред 5 години, тоа сакаше Доналд Трамп да го пред 6 години, па не успеа тоа да го реализира, тогаш и економската криза во Кина може да ескалира. Сорос во неколку своји анализи најавуваше дека таа хипотекарна криза, кај што се огромни, 28%... Енергогранде е пропало с 300 милиарди, си хипотекарно тржиште, али Кина е jedan imperija i jedan potpuno drugi mentalitet. Ja pitam, jeste bili u Kini, da ljudski život u Kini ništa ne znači. Apsolutno ništa ne znači. Те не размислуваат во временски рамки на човечки живот. Те размислуваат, значи, империјално, 10 века, 15 века. Tako je.
kako će odat napred. Znači, to je ta Oni su sada na kongresu... To je ta konfučijanska filozofija. Oni su na kongresu doneli 2035, a to nije odluka šta će se raditi do 2035. To je samo segment šta će se raditi do 2200. godine. Oni rade na 100-200 godina. Ja sam rekao, za 100 godina će biti ovako. Vasko Kim Il-taj i Branko Kim Il-taj iz Makedonije i Srbije, oba Kineza se dogovaraju šta treba da se radi Srbija i Makedonija. Znači, Vučić na vreme počne kineski da uči. Vidite, bili stano 5 sat na Sabajle, 6 sat veke počne kineski da uči. on je. Mislim, nekako imamo na socijalne mreže na video, kao to su vidova so kineski od ambasadori ili so kineski investitori da razgovara na kineski. Znači, Vučić na vreme shvati da treba da uči ne ruski, ne amerikanski, tuku kineski. Ne, to je glupost. Znači, mali narodi ne smiju da se vežu za... Mali narodi ne smiju za tako velikog giganta. To Vučić je potpuno promašan slučaj. Srbiju doveo u katastrofu, ali sada ne pričamo o njemu. Mogu, ali nije problem. Znači, ne sme mali narod da se veže za tako veliku imperiju. Dobro, Dragaš, što su Dolorod? Dolorod imaše golem skok, pa posle izborите u Ameriki ima pad, 11. ноември да снимаме ова емисија, немаме информации што ќе се случува наредните неколку недели. Што вие проценувате со доларот? Вештачки беше држан доларот? Зошто бил вештачки држан доларот? Zato što je podignuta je kamata i ljudi su bežali i podignuta je kamata na državne obveznice i manja količina novca je ubacena. Veštački je držan dolar, kamata je sada otišla na 3,75-4,0, to će koštati Ameriku 1000 milijardi dolara, koje ona nema. Mislim da će još, možda će u decembru probati još, ali da će oni već od januara morati ponovo da se počnu da štampaju novac i ide potpuno jedan raspad. Znači, bežite iz dolara. Знаете, евра и далje. Бидејќи со години назад, американците го подценува доларот, доларот беше послаб од еврото, за да може да се инвестира, да се зголема американскиот извоз. Зошто сега вештачки би го држале висок доларот, бидејќи тоа им го прави поскап извозот на нафта, извозот на оружје на се. Зошто американците влегоа во погрешен филм или еврото стана толку слабо што доларот мораше да стане послаб? Нема више, kada se gledaju ekonomske politike centralnih banaka, nema više logičnog objašnjenja. Znači, kada su bile male kamate za 10-14 godina nisu uspeli da pokrenu proizvodnju. Nisu rešili ni jedno socijalno pitanje. I sada povećavaju kamate. I sad, znači, to je ludilo. To je nenormalno šta će se desiti. Што со нафтата и со гасот, во еден временски период, природниот газ беше на $0. Што со нафтата, што со гасот, што со електрична енергија. Гледате, сите ние очекувавме дека тие цени ќе дојдат до плафон, ќе дојдат до експлозија и тоа не се случи. Дури имаме зголемување на производството. Pa šta je rekao Putin? Pa mi nismo digli cene. Pa ko je digao cene? Pa Amerikanci su digli cene. I 3-4 puta su digli cene. Znači, gas je otišao kubik na $4.000, a Rusi su i dalje prodavali po 500, 600, 700, zavisi 800 do $1.000. Znači, špekulacije su ogromne. Ta pohlepa koja je zahvatila taj svet je ogromna. Tako da, ovo je kriza koja lomi čovečanstvo. I to ljudi treba da razumeju. Znači, turbulentni procesi. Nije turbulentan. Potpuni slom jedne civilizacije. Ovo prvi put imamo. Dobro, можеме ли да го дефинираме како трета војна, знаете? Корона, 2 години, 3 години, па сега војна во Украина, кај што... То не е војна на Русија и на Украина, кај што една западна структура против Русија војува, кај што Русија добива одредени помошти од Иран и така натаму и така натаму. Може би тајно од Кина, тајно од Индија или со купување на руска нафта и на руски природен газ. И дали ова значи дека ќе влеземе во еден процес на едно драматично рекомпонирање на светот? И што ќе се случи, на пример? Вие тоа го отфрлате како невозможно. Што ќе се случи ако Русија капитулира или не успее да ја порази Украина, бидејќи Русија влезе со грандиозни очекувања, ново раководство, рушење на Зеленски, марионетска власт во Киев и тоа не се случува. 11. ноември те се повлекоа од Херсон. Најголемиот град што го освоија. Што ќе случи ако Русија капитулира во Украина? Значи имамо према нама или према Русија што ќе biti? И општо со светот. Значи овој проблем ќе Запад кој има тоа везе нема sa Русијом. Znači, inflacija, to svi zapadni ekonomisti sada pišu, inflacija nije nastala zbog Rusije. Inflacija je imanentna propalom neoliberalnom kapitalizmu koji se raspada. Taj sistem se raspada. 800 mostova u Americi je u raspadu.
Njima je važnije da prave 800 mostova nego u Ukrajini šta će se dešava. I to će američki narod vrlo brzo u narednim mesecima, pravit ćemo intervju na proleće. I to na izborite, to nego pokaže, podeljena je Amerika. Pa biće rat onda. Во последните 40 години ниту една владеачка партија нема толку малку изгубено од гласовите до вербата како што се случи сега на изборите. Сите очекува црвен бран, кај што Трамп и екипата на Трамп ќе згази на изборите во Америка. To je ista priča. I to ne se sluči. Ista priča, ništa neće doći, ja sam to rekao, to Srbi imaju, pa Trump, pa vezam, to je glupost najobičnija. To je jedna ista oligarhija koja mora da ode. To će se sve u narednim mesecima, znači ovdje više nisu pitanje godine na zapadu, nego meseci i nedelje. Šta će se desiti? Imamo scenariju. Šta će se desiti ako Rusija izgubi? Što znači izgubiti u Ukrajini? Ona izgubi, ona može izgubiti, znači imali smo istoriju, aj sad istorija. Znači da su došli, pa 1612. su Poljaci došli poraženi pod Moskvu. Pa su došli, pa su Tatari bili 240 godina, pa su poraženi. Mi pričamo o moraš to da znaš ako priča, znači bilo ko koji priča o bilo kojoj imperiji, kineskoj. Napoleon. Pa Napoleon, pa Hitler i tako dalje. Znači, da bi porazio Rusiju, moraš da dođeš do Moskve. Kad dođeš do Moskve, to je onda opet isto će se, onda će Rusija doći do Portugala. U ovom trenutku, znači u ovom sadašnjoj, ovde je napravljeno da američki korporativni fašizam ratuje protiv Rusije, ali ginu Ukrajinci. Zato što su ucenjeni, zato i njima super to. Ginati mnogo Rusi. Повеќе од 30 генерали руски се убиени на фронтот. Наравно. Па тоа е сада njihova... Повеќе руски авиони се уништени во Украина во споредба со тие 10 години колку војува во Авганистан, што га рече дека и русите трпат одредени штети. Наравно. Се иселуваат, па вие у Белград имате тука колку 20-30 илјади руси кои се дојдени. Тие не бегат бидејќи им е убаво во Русија, бегат бидејќи не сакаат да живеат под Путин. Овој дел на источна Украина, тоа беше претежно населен со Русија. Значи русите не сакаат да бидат ослободени од Владимир Путин, кој треба да ги ослободи од нацизмот, нели? По таа логика. Тоа значи дека и русите не го сакат Путин. И русите сметаат дека таа е погрешна. Русите во Украина говораме, не русите. Ali to, da kažem, to što se, druga stvar je kod imperija. To je potpuno što je otišlo, Rusija ima recimo samo ljudi koji se 5 miliona, oni imaju rezervnu od 25 miliona ljudi. Znači on nije išao da podigne ono što je Kadirov tražio. 5 miliona ljudi u Rusiji nosi svakog dana oružje, idu u zatvore, idu na carinu, idu u policiju. I Kadirov je rekao, odmah od 5 miliona, ne treba 5, 2,5 miliona prebacite ovamo i mi završavamo za 7 dana. Ali Putin to očito neće jer bi to značilo ogromne žrtve Ukrajine. I on shvata da Zapad to upravo radi. I to je sad igra ta jedna koja, a da su ginuli su zato. Znači ta početna intervencija u prva 3 nedelje, pa to je bila potpuna katastrofa. Znači, pošto imam mnogo prijatelja, znam ljude i tako dalje, znači to je jedna nepromišljena odluka i jedno pitanje koje treba postaviti kasnije. Ko je uzeo 5 milijardi dolara za uvlačenje, davanje lažnih podataka, da će vrlo brzo Ukrajina da padne, da će ukrajinski narod da pređe na stranu Rusa. Znači, to je sve bila propaganda koja je i glavni krivac, ja za to okrivljujem, Ministarstvo odbrane Rusije i Generalštab. Jednostavno, tu je problem. Драгаш, последно прашање. Што треба да очекуваме во наредните неколку месеци во светот? Ајде една проценка да направиме. Шта во наредних неколку месеци или годину, дана, две, можемо очекивати u svetu? Nastavlja se dalje revolucija, evropska i američka. Има ли светот сила за револуција? Да. Знаете, гледате, Србија е незадоволна, нема револуција. Во Франција има одредени протести, меѓутоа Макрон нараста. Германија има одредени протести, стабилна влада на Олаф Шолц. Во Велика Британија има најмногу турбуленции нели на политичката сцена. Не гледам дека нешто Чешка се случува или Полска кои дават најголема поддршка на Украина. Има ли светот сила да смени нешто? Ако ве вака ве разбирам, вие сметате дека светот се движи во пропаст, а во овие држави кои се движат во пропаст, никој не го крева знакот на узбун или на аларм. Pa ne možemo, ako stavimo hladnu vodu na šporet i počnemo da je grejemo, ne može odmah da provri. Znači, ova situacija vuče ka revoluciji potpuno. I šta će se desiti, vidjet ćemo, ali ja mislim, znači ono što je najvažnije za gledaoce, da, znači, ja sam realista i optimista ceo život. Ovo sam čekao 32 godine i znao sam da će ovo da dođe. Znači, za gledaoce.
To je važno, da kad ugasi, da on kaže, ja sam nešto, ovo je obrazovna emisija. Da počne da razmisla. Tako je. Broj 1, povlači pare iz banaka. Broj 2, beži iz dolara, evra, funte, denara, dinara, šta radi? Znači, drži na računu i kod sebe samo da imaš za 2-3 meseca. Kupi zemlju, obradivu, kupi kuću na selu, ako nemaš. Ulaži u realni biznis, hrana, energija, voda, to će imati neprocenjivu vrednost. Dalje, ugasite televiziju, ne gledajte televiziju, gledajte ovaj kanal. Gledajte ljude kad počne da palamudi, priča gluposti, ugasi, nemoj da ga gledaš. Znači, druži se sa prijateljima, pevaj. Nemoj da gledaš sport, to je prevara. Sport je prevara. Gledaj, bavi se sportom. Deca da rade, oslobodi ga da mora, bulji stalno u telefon, gleda stalno u telefon, neka počne da se druži. Znači, to je za psihičko zdravlje, jer takva će propast da bude. Takva će propast da bude. Standard zapadni će toliko da padne, da će ljudi, mi sad imamo ljude koji beže ka Balkanu. Mi imamo, video sam u Republici Srpskoj 20 nemačkih porodica koje je došlo na Balkan. U Srbiji bi došlo ovde. Znači, mi na Balkanu imamo idealne uslove, ali nemamo pameti, političke pameti. Kako gledam, koga ima bura, golema tropska bura, toga stradat visokite kuki, stradat visokite drva, nije sme трева. Што ќе речи дека ако дојде голема олуја, ние ќе поминеме подобро од другите, не дека сме подобри од другите, туку сме многу посиромашни, многу поутепани. И навикли сме. И имаме навикнато. Тоа нели што за русите го кажуваат, има 12-11 временски зони, тие луѓе се научени да живеат во сиромаштија. Ne, oni ne znaju ruski mentalitet uopšte. Znači, ja jedini, sve sam prošao čitav svet, jedino sam u Rusiji video, gde se od deteta od 3 godine do babuška 83 godine svi pretvaraju u vojsku. To nigde nema nego u Rusiji. Taj osjećaj Matjuške. Oni ovo još Ukrajinu to ne osjećaju, ali ne daj Bože da neko uđe ka Rusiji i tako da. Znači, ovde je važno da gledalci razumeju da ovo nije oluja koja će trajati dan, ovo mora totalno da se raspadne. I mi smo na početku tog raspada, kakva će situacija da bude. Nije to katastrofično, ne, to tako ide i ti izvlači zaključke. Znači, moraš da gospodariš svojim troškovima. Кој печели? Кој печели во светот? Долар, евро, злато, нафта, природен газ. Велите, русите печелат, меѓутоа некоја информација вела дека во Америка, нека е последно прашање, се сливаат милиарди. Дека Америка купува дел на руска нафта. И препродаја. Да, Америка купува дел на руски газ и ги препродава, дека тоа случајно отворено море. И потоа американците тие нафтини деривати, тој газ ги продава во Европа. Или ники ни ги продаде нас, значи милиарди долари. Шпекулација. Ез големен капитал. Гледате, целиот тој систем, Facebook, Twitter, врз што се базираше тој неолиберален концепт, дека е сочил со одредена криза, 11.000 луѓе. Твитер го купува Илон Маск и така натаму и така. Но гледаме дека Советот се сочува со одредена криза, да се плашам дека тие ќе се снајдат, ние нема да се снајдеме. Тоа е она што мене ме плаше, бидејќи кај нас не гледам на Балканот, не гледам тука дека ние ги читаме процесите и ракописот на времето. Mi treba da iz ovoga što sam ja sada rekao, prvo gledaš ko je šta rekao, da vidiš šta je radna referenca stručna. Не што кажува, туку што всушност стои зад кажаното. Da, ko je taj što je, šta je onda? I da kaže, šta će desiti Amerika? Balkanski narodi ne mogu to da reše. To će opet rešiti velike su imperije. Rusija, Kina i tako dalje. Nama je, znači, Balkan može da nastane jedan veliki preokret ukoliko balkanski narodi shvate da mora da se međusobno sarađuju, ne da se volimo. To ne postoji. Pa ne se sakaат ni Kina i Rusija. Ne, samo sakaat, interes. Ima interes. Znači, makedonska paprika, pravimo ajvar od nje. Na izvozu ajvara možemo da uzmemo 2 milijarde evra. To treba ulagati. Kakve gluposti, industrializacije i ostalo. Znači, ovde će hrana broj 1 biti. Ne naredni 1 godinu, 2 godine, nego naredno stoleće. Znači, mi imamo sve 15% iskorišćenost kapaciteta na Balkanu, a mozak koristimo 3%.
Ako to ujedinimo i ako shvatimo da ono što nosi Balkan, da se međusobno pomažemo, da međusobno se družimo, što Srbi kažu mobe, idemo jedni drugima da pomognemo to je budućnost. Menja se za mlade ljude, menja se kompletna civilizacija. Potpuno se krah zapadne civilizacije, jer ona nema više prostora. Ovo je jedna velika šansa za mlade ljude. Pa u Makedoniji, pa ti sediš na Ohridu, u Velesu, gdje hoćeš da sediš, u Kumanovu sediš i trguješ po svetu. A ti živiš na planini, ti živiš u selu, to je budućnost. To ko ne shvati, taj je gubitnik. Во надеж дека ќе користиме повеќе од 3% од мозокот, колку што користиме сега на Балканот, ја ве поздравам до некој ново дружење, ми беше задоволство. Се надам дека дел од работите нема да се остварат бидејќи се лоши, црни, ќе поминеме низ еден многу тежок период, и то до некој след. Ja sam optimista. Sve sam rekao šta će se desiti, ali dao sam rješenja. Hvala многу. Hvala. Ovo беше интервјуто со Бранко Драгаш, аз сум ваш кефто почитувани гледачи. Мислам дека многу работи разјаснивме. Многу работи сега ви се појасни. Сваќате во кој правец се движи светот, кои препреки може да се најдат на тој пат, дека уште долго време светот, економијата ќе бидат нестабилни, имаше пик на доларот, па пак на доларот, што ќе се случи со еврото, што ќе се случи со останатите валути, каде ние ќе се позиционираме. Во недела ново интервју, одлично интервју, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.